Драги мои, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муавети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов. На самиот старт поздрав до нашите пријатели Форма Нова, за амбиентот кој што го имаме и потсетување за вас да го посетите нивниот салон, особено сега во овие есенски времења кога е време за реновирање. Нивниот салон, продажен салон во комплексот Годел. Во ово издание на Бизнис муавети на Фактор МК секако говориме за парите, бидејќи парите на крајот од денот го вртат светот и покрај тоа што светот е побудален со војни, меѓутоа наоѓаме место да разговараме и за, ајде ако сакате, успешни бизнис приказни, генерално да говориме за бизнис приказни. Наш гостин во оваа епизода, Виктор Мизо, некогашен прв човек на индустријските зони, денес прв човек на Костел Лохрид, прв човек на Советот на странски инвеститори и заменик на председателот на Костел. Мислам дека се успеав да наредам, така? Така. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи и слушатели. Ајде малку ќе говориме за пари. Со оглед на тоа што ова се снима, не одиме ние во живо, прво да ви честитам роден ден, бидејќи го снимаме на 10 октомври, ден пред големиот празник. 10 октомври е практично 8 години од постоењето на Костел или формирањето на Костел во Македонија. Формално така? На 10 октомври, благодарам на честитката, формално на 10 октомври 2016 беше свеченото отварање на Костел и точно денес сме 8 години од тој момент и 8 години во кои навистина компанијата стигна многу подалеку од колку што беше првично планирано. Ќе говориме за Костел. Костел што е? Работи за целата автомобилска индустрија, произведува делови. Така да објасниме на Костел е германска фамилиарна компанија која има традиција од 112 години од кога е формирана. Четврта генерација сопственикот Андреас Костел ја води компанијата. Компанијата има годишен обрт од околу 4 милиарди евра. Најголем дел, над 85% од обртот е за автомобилска индустрија, но прави и индустријска електроника, прави системи кои се поврзани со обновливи извори на енергија и последно од минатата година купивме германска компанија која произведува полначи за електрични возила и ги пласира своите производи во Централна Европа, но имаме 20.000 вработени на 5 континенти во над 40 земји. Така да она што го произведуваме ние е пред се за премиум брендови на автомобилски возила, дури од Охрид клиенти ни се Porsche, BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover и слично. Правиме комплексни мехатронски производи, но и она што е негацијно енергетска електроника за плагини и хибридни воз, специјални системи. Кој е 4 милиарди евро обрат. Говорам генерално за компанијата, не за охридската колкава е добивката, колкав е профитот. Ова е приватна компанија, така да таа информација ние, бидејќи не сме листирани на берза, компанијата тие информации ги чува внатре, тоа не е јавна информација, но можам да кажам и покрај големината на сите овие глобални обрти, автомобилската индустрија не е индустрија каде што има големи профитни маргини. Така да од таа гледна точка дури и профитна маргина од 5 до 6% не е лесно остварлива, посебно во овие претходни, јас би рекол 6 до 7 години на многу турбулентни времења во светот, не само во нашата индустрија, но од геополитички, геостратешки и здравствени кризи кои ги имавме. На толкав обрат, гледате, дури чудно е да се оди со профит до под 5%, дури со Моцунски кога разговарав генерално и тој вели тоа е деловна тајна, меѓутоа профитот секогаш е под 5% од вкупните приходи, што во превод би значило дека се грижат за вработените, но ако го погледнам ова 200 најголеми компании кога станува збор за Костел, вие сте на 29-то место по однос на приходи. Ова најголеми значи приходи неуспешни по однос на профит. Приходиве ви се во 2023 година, говорам за Костел Охрид, Костел Македонија Дуел Охрид, 130 милиони. И сега се надоврзувам на ова што вие го говорите. 130 милиони евра. Евра, да, 130 милиони евра. Се надоврзувам на она што е процент во однос на добивката. Дека да, имате пораст од 2,13% во однос на 2022, но гледам 130 милиони приходи, 1,7 милиони евра е профитот пред доданочување. Точно. Но мора да се земе во обзир што и на кој начин
се рачуна добивката посебно на релативно нови локации. Јас се обидувам сега на луѓето да ја објаснам дека, знаете, милион за 1,7 милион евра, тоа не значи дека газдата на Виктор или Виктор тие ги ставаат пари во джеб, значи се обидуваме малку да ги разбиеме тие табуа. Ке ви ги кажам, само за да знаете, врз основа на тие 4 милиарди глобален обрт, ние годишно инвестираме, зависно од годината, помеѓу 150 и 200 милиони евра во развој на нови продукти и над 150 милиони евра во инвестиции во нова опрема на глобално ниво. Така да и тоа мора да се земе во обзир дека на крај профитот и резултатите се после сите оние инвестиции кои ги прави фирмата. Но она што е важно, точно кажавте колкав бил профитот минатата година, но сепак ние сме една релативно нова локација која се уште е во развој и во раст, што значи дека голем број на производите кои ги имаме тука, на кој начин се тие дојдени, почнавме со едни релативно технолошки непремногу напредни производи кои беа трансферирани пред се од Германија или други локации на Костал во Европа, но сега стигнавме до индустриализација и развивање на нови проекти од нула кои започнуваат со работа во Македонија. Така да со тек на време и обртот на компанијата, планираме идната година да имаме околу 230 милиони евра обрт, но и профитот за ова, за 24-та и 25-та, Костал Охрид. Но и за 24-та и за 25-та година планираме профитот потенцијално да биде висока една цифрена или идната година и двоцифрена бројка во милиони евра. И сега се сврстувате во првите 10 кога е во прашање извозот како компанија. Девети најголем извозник од Македонија во период, значи заклучно со минатата година во првите 7 години, што мислам дека е прилично добар успех и резултат. За 8 години постоење така е исклучителен резултат. Тоа ви импонира? Сега ќе ви кажам зашто ве прашувам. Претпоставам ги слушате тие вечни дилеми. Лесно е сега, знаете, ќе дојде странска компанија, ќе ги добие бенефициите од државата, ќе говориме малку подоцна и за тоа, ќе го направи производот, ќе извезе надвор, но парите не остануваат овде. Претпоставам сте ја слушале таа вечна борба. Капиталот, не знам, оваа банка, знаеш, капиталот оди пак во матицата. Сето она што доаѓа тука, како е капитализирана компанијата и што се случува со профитот. Целта на сите овие дестинации кои ги имаме надвор од Германија е сите тие да бидат само одржливи. Да од профитот што го генерираат, тоа да биде развојот на компанијата во иднина и секој од нас има еден така наречен предприемачки дух. Ние треба да се грижиме за оваа локација како да ние сме собственици на истата. Нормално, централата во Германија и собственикот е на крај тој што одлучува, но на секоја локација е дадена не само можност, туку и задача да го максимизира она што значи производ и она што значи профит. А профитот, за да стигнете до профитот, треба континуирано да го подобрувате процесот, да оптимизирате процеси и да сте поефикасни од гледна точка на ресурсите кои се трошат, за да се добие она што е барањето на клиентот. Така да не е баш тоа толку лесно. Едно што е различно за нас е дека однапред оваа продажба за секој производ кој го имаме е договорена со нашите клиенти. Но знаете што се случува глобално во светската економија последните неколку години. Од она што е реалната бројка што е планирана, до она што се остварува од гледна точка на продажба на возила, па дури и да се најпремиум глобални возила, далеку од очекувањата се остварените бројки. Нема бројот ни на вработени 1024. Да, минатата година беше толку, оваа година сега сме некаде околу 1150, до крајот на годината ќе стигнеме до речиси 1200 вработени. Значи пак е потребна човечка рака. Апсолутно. Колку и доди напред роботизацијата? Можам да кажам дека ние не би јас ставил Костал како компанија во компанија која е од трудоинтензивна дејност, бидејќи има големо ниво на автоматизација, роботизација, полуавтоматизација, но она што ние го правиме овде ка интегрираноста на процесот, тука имаме производство на електроника, лиење на пластика, склопување на сите тие мехатронски системи и енергетска електроника, глобално го имаме само во Мексико и Кина. Никоја друга локација ги нема сите овие процеси на едно место.
И јас би рекол производот, крајниот производ, барем она што значи системите за електрични возила, е најкомплексниот производ кој се произведува од било која автомобилска компанија во Македонија. Значи, крајниот производ кој го произведуваме, кој има вредност во стотици евра. Што значи дека потенцијален шкарт или грешка во самиот тој производ, ако не функционира онака како што треба, тоа е директно на нашето салдо како трошок. Кој е крајниот производ на Костел? Например, зависно. Правиме во Јагуар, автоматски, во Јагуар правиме специјални системи кои се на самиот волан, кои се користат за контролирање на различни функции во возилото. Потоа имаме кровни модули. Толку возиме па да си намалиш да се пуштиш Апсолутно, сето она што го имате на самиот волан, каде што се контролираат различни функции во возилото. Имаме за, например, Volkswagen групацијата, кровен модул, оној модулот кој се наоѓа горе на кровот, каде што е лоцирана камерата, но каде што се лоцирани сите оние SOS копчиња и сетите светлата, системите, звучник при разговарање, ако користите не знам, Apple Car или слични системи. Потоа правиме системи за Shift by Wire, што значи автоматски менувачи целиот оној електронски систем кој е на средната конзола на возилото. Добро. Потоа, барем во Охрид, правиме така наречени onboard chargeri. Тоа се системи од енергетска електроника, каде што од полначот за струја од надвор, каде што струјата доаѓа од на изменична струја, влегува во овој систем, се префрла под 800 волти волтажа преку електроника во струја која е директно влегува, еднофазна струја која директно влегува во батеријата. И ова е срцето на електрично или плагин возило. Добро, до кај ќе стигне автомобилската индустрија? Сега ако го прашате Илон Маск, автомобилското возило е компјутерна тркала. Па не гледаме дека за многу луѓе се уште возилото е не само луксус, се уште е механички производ, но некои луѓе мислат дека тоа е софтвер кој е натркала, каде што механичкиот дел не е основниот дел веќе на возилото, туку софтверскиот дел го придвижува тоа возило. Така да затоа ова што го гледаме последните неколку години, посебно последнава година со кинеските возила. А тоа е неверојатно нешто. Со електрониката, со софистицираноста, со нивната вертикална интеграција со батерии, со цените на тие возила кои се многу поконкурентни од европските, и знаеме што се случи со Европската комисија со одлуката за царински тарифи за увоз на возила произведени во Кина, но тоа не се само кинески возила. Имате во Кина Тесла, имате BMW, Renault, кои се произведуваат во Кина за европскиот пазар. И тие возила ќе бидат подлежни на царини, и сега од пред неколку дена кинеската влада одлучи францускиот коњак да подлежи на огромни тарифи во Кина. Па секој веројатно би играл така. Но гледајте, сега, многу интересно е. Германија беше против, гласаше против во Брисел, против ваква трговска тарифна војна со Кина. И германските најголеми компании, BMW, Volkswagen, Mercedes, беа директно против ова, бидејќи сметат дека на тој начин нема да се стимулира автомобилската индустрија, туку ќе доведе до таква потенцијална трговска војна, а овие компании најголем дел од профитот го прават во Кина. Ама на крајот од денот и кинеските и сите тие возила пак стигнуваат до крајниот потрошач, па ако сакате дури кај нас во Македонија. Стигнуваат, но сега тие царински тарифи дури луксузно изгледаат, да ви кажам. Апсолутно. Се конкурентни, пониски со цена. За безбедноста исто така не. Така е. И ги задоволуваат сите оние глобални критериуми и стандарди, бидејќи воспротивно нема да бидат хомологирани за продажба во Европа, и тука е таа борба помеѓу тие нови играчи на пазарот кои пред неколку години не постоја, и сега како што знаете BYD минатата година ја престигна Тесла како број 1 произведувач на електрични возила во светот, а оваа година стана веќе поголема и од Honda и од Nissan со глобално производство од над 4 милиони возила. Многу луѓе нема слушнато за оваа компанија пред година и пол. А сега се поголеми и од Honda и од Nissan на глобално ниво. Неверојатно. Така да ова е нешто што мора да сме свесни и директно влијае на работата на голем број компании. Од една страна да, од друга страна Европа беше толку неподготвена за ова?
Уште повеќе, па не, видете, имаа стрес тест. COVID-19 беше стрес тест генерално за светот. Застана и автомобилизмот, застана авионите, застана се, тогаш падна и цените и на, односно ти до плафон цените на автомобилите и сега нема И праќање продолжуваат назад. да И растат. продолжуваат. Дури и оние кои што зимаме, карикирам, половни автомобили, И ако цената. сум јас земал автомобилот, можам да го продадам за иста цена како пред ковидот денес. И можда и повеќе. Можда и повеќе. Зависи за Да. колку години наназад Така. одиме, бидејќи точно е, но истовремено постои и сега ценовна војна, каде што Тесла и голем број на кинеските произведувачи ги намалуваат цените на возилата понекогаш за да добијат пазарен удел, но со тоа ги истиснуваат овие традиционални европски производители кои се многу големи и гломазни. Volkswagen има над околу 650.000 вработени глобално, од кои 300.000 се во Германија. И знаеме сега што се случува Тамо е хаос. тамо Е хаос. Volkswagen. Volkswagen после 37 години донесе одлука дека нема да го гарантира работното место за своите вработени во Германија. И синдикатите се... Синдикатите се побунија и постои можност да од ноември има барем делумен штрајк во Volkswagen во Германија и Volkswagen најави дека во следниот период би затворил 2 фабрики во Германија и потенцијално би отпуштил 30.000 вработени. Тоа е број 1 индустрија во Германија. Од гледна точка не само на број на вработени, туку автомобилската, да. извоз и потенцијал и имидж на државата. Можете да замислите што тоа значи. Што тоа значи за Коста Лохрид? Бидејќи го споменавте Volkswagen. Така е. Тоа претпоставам директно, индиректно и директно ќе удари врз вас. Многу е важно да, ако има штрајк во Volkswagen, тоа ќе ги афектира сите. Бидејќи Volkswagen е најголем европски производител на возила и втор глобално после Toyota. Така да сите, ако го имаме Volkswagen во своето портфолио на производи во Македонија, нормално, ако е тоа национален штрајк во Германија, сите ќе бидеме афектирани. Ако само некои фабрики по една или две смени штрајкуваат, тогаш зависи од моделот каде што кој се произведува во таа фабрика и дали ние директно сме поврзани со тоа. Но тоа нема да биде добра идеја. И она што е важно е дека не само Volkswagen, голем број од европските производители се афектирани од ова. Volkswagen до минатата година беше најголем производител на возила и продавач на возила во Кина. Веќе тоа не е. BYD ги престигна и бројката на продадени Кои возила... автомобили се нивни? BYD, кинеска бренд, Добре. кој ја престигна и Тесла по Да, електрични, тие што е ги најпродавано возило во Кина. Тука се и Great Wall и многу други возила кои ние многу малку знаеме за нив. Да. Има нови Речи возила. си да не знаем. Речи Еви, си јас да за не тоа знаем. по 2 пати препрашувам. Така е. Ја ќе видам Хавал или не знам оние другите како Така ја, е. меѓутоа... И кога ќе ги видите, некои многу личат на некои европски модели, но некои имаат внатре технологија, секако light show, кога ќе влезете во возилото со електроника, сето тоа е touchscreen, има начин на комуникации кои секое премиум германски возила ги имаат, а ова е во некоја средна или средно ниска класа. Ако ние извезуваме и увезуваме со Германија сме на место број 1, тогаш многу пати ја споменувам ова, кога сентенца кога германската економија ќе кивне, се друго се разболува. Стравувате, се плашите, се подготвувате за можни предизвици, говорам како компанија, бидејќи сте вајс президент, односно заменик на председателот, вие директно одговарате на компанијата, односно на собственикот, што претпоставам веќе се прават планови, знаете, не е ова како во Македонија, ние ајде да почнеме малку и да се размрдуваме, таму се прават планови за 5 за 10 години унапред проекции, ние Апсолутно. не е од ден за ден како Во моментов како компанија од минатата година имаме интерен план до 2030 година што и како е планирано од гледна точка на пазари, од гледна точка на Ние држава немаме стратегија за следниве 2 години. од гледна точка на клиенти, од гледна точка на вид на производи, што и како сакаме да се позиционираме за да продолжиме со раст, но истовремено да се адаптираме на сите овие нови времиња. Но ако гледаме од гледна точка на државата, не само од компанијата, Германија
апсолутно најголем наш трговски партнер и ние сме од една ретките земји во светот кои има трговски суфицит со Германија. Обично Да. е обратно. И тој пред се должи на овие нови автомобилски компании од автомобилската индустрија кои произведуваат компоненти каде што Германија можеби не е крајниот пазар, но производот влегува во Германија, а потоа се дистрибуира до различни локации во Европската унија. Последните бројки од почетокот на оваа недела е дека Германија оваа година ќе има економски раст од минус 0,2%. Се ревидираше надолу таа бројка. Значи одат во рецесија? Втора година поред. Лани падна 0,3, оваа година 0,2%. Позитивни беа бројките, сега падна на минус 0,2. Се некој ќе рече тоа е рецесија. Да, тоа е рецесија. По дефиниција. По дефиниција. Апсолутно. Значи втора година поред негативност. А за идната година најновите бројки се плюс 1,1%. Значи пак прилично анемичен раст. Но што се случи? Не само во Германија. Во нашава индустрија, каде што Германија е афектирана, почна со ковидот. Така, прво, врвот на автомобилската индустрија беше 2017-2018. Тогаш се продадоа најмногу коли во светот и до ден денес во Европа се продаваат 20% помалку коли од пред ковид состојбата. За време на ковидот знаеме што се случи. Како тоа ги афектира сите оние ланци за добавувачи, каде што дали Кина беше целосно затворена, дали не можеа транспортните активности да се водат. Потоа ги имавме сите оние проблеми со земјотресите во Јапонија, проблемите со чиповите, и во Јапонија и во Тајван. Немаше доволно чипови, бидејќи овие напредни електрични или возила кои се сега многу софистицирани и со софтвер, не може да се најде доволно чипови. Потоа се случи, но како што реков пандемијата, па потоа Украина. Украина директно влијаеше, бидејќи голем број од трудоинтензивни компании од автомобилската индустрија беа лоцирани во и се уште се. Ние имаме 2 фабрики во Украина и нашите 2 фабрики не се во западна Украина. Едната е во предградие на Киев, многу блиску до аеродромот, на неколку километри од едната наша фабрика се водеа борби. Функционира фабриката? Едната се уште функционира. А другата каде ви? Другата не се користи во моментот и имаме Сигурно во воено подрачје, така? Едната е југоисточно од Киев. Сега тамо нема воени действија. Значи ние не сме во источна Украина, но сепак сме во централна Украина. Источно од Киев се двете фабрики. Киев беше во Киев се водеа. Затоа велам, многу блиску до нашата фабрика на 3 километри имаше воени действија. Пролетта 2022, кога започна сето тоа во Украина. И сега, како пандан на едната од тие фабрики, имаме нов погон кој се отвори во западна, во источна Полска, се извинувам, како алтернатива на тоа што го произведувавме таму. Но се уште нешто се произведува во Украина. И знаеме дека и во Македонија имаше добивка, на жалост на штета на Украина, но неколку компании овдека ги проширија своите обемот на своја работа со трансфер на производи од Украина во Македонија. После тоа се случи она што е состојбата во Црвеното море, со хутите. Целиот тој систем на supply chain, бидејќи сето тоа доаѓаше за нашите потреби тука до пристаништето во Пиреја, во Атина. Сега треба да ја сврти цела Африка и замислете, ако ја сврти цела Африка, едно е да стигне до Ротердам или до Антверпен, ама друго е цел Медитеран да го помине пак за да стигне до Атина. Возовите кои одеа, имаше многу транспортни возила кои одеа од централна Кина преку Русија и Полска до централна Европа. Знаеме што се случи со тие возови, од кога почна. Така да во нашава индустрија цело време сме под кризи и да не коментирам посебно за Германија што значеше некористење на руски ефтин газ, каде што нивната економија се базираше на ефтини енергенси и заради тоа беа многу конкурентни и на апсолутен извоз. Сега нивните енергенси се повеќе од 3 пати поскапи и германската економија е во состојбата во која што е. Епе добро, не сакаат руски газ, затоа имаат амерички газ кој што патува и е поскап, оној течен, како се вели газ. Но како што знаеме, пак многу од европските земји купуваат течен газ кој е пак па не, од каде што беше претходниот газ. Цела процедура е газ. скапа, друго е да го имате вие на пример производот во Охрид па да стигне до фабриката кај ЕМО, а друго е да ви стигне од Штип до нормално дека цената ќе расте. Се обидувам да го упростам сето тоа.
Виктор Мизо, конечно ова е исполнување на не на твојот сон, туку ова е тоа што сакаш да го работиш во смисла на тоа што ние те паметиме како прв човек на зоните, на индустријските зони и од тамо практично тогаш почнуваме да те запознаваме кој е човекот, кој е момчето, ќе носиме инвестиции, странски инвестиции, па давање на субвенции за странските инвестиции и сето тоа е на постојана борба која што ја водевте од една страна да донесете странски инвестиции, од друга страна да не бидете за нив мајка, а за домашните компании маќа. И сега од другава страна, кога сте веќе менаџер, како изгледа целава таа ситуација? Малку подругчие сега. Сега вие одите и велите, слушај, ни треба сега одите вие во влада и велите, слушај, нас ние ќе имаме инвестицијски план, што ја знам. Така. Нас ни требаат субвенции. Така, сега сте вие тој кој што барате односно фирмата која што бара. Така. Значи јас пред да го почнам ангажманот во кога беше тоа крајот на 2006, почетокот на 2007, пред тоа живеев 18 години во Америка, таму завршив. Јас сум инженер кој има работено и во автомобилска индустрија и претходно, така да завршив. Се каеш ли што се вративате? Искрено. До ден денес, искрено да ви кажам, мене беше некаков предизвик кога ми беше понудена работата да помогнам во економскиот развој на државата и привлекување странски инвестиции. Но јас доаѓав од 90-та година до 2006-та, доаѓав годишно овдека по околу една недела да се видам со моите родители. Јас живеев во Њујорк, мојата работа воопшто не беше поврзана со нешто што е во Македонија. Значи јас завршив факултет и постдипломски студии на машински факултет и потоа по завршување на MBA студиите на Харвард работев во консултантска фирма и потоа влегов во нешто друго што немаше врска со инвестиции или со техничка работев во така наречена media entertainment индустрија. Во наш бизнис? Молам? Во наш бизнис? Да, но малце друго. Тоа беше повеќе музичка индустрија со други комерцијални или бизнис цели таму. Но работата овдека навистина значи како да ја помогнете на една мала држава. Можете да живеете во Њујорк, да сте многу успешен, но вие сте еден од многу, од илјадници, од многу луѓе кои на никаков начин не знаете која е вашата контрибуција кон нешто повисоко, како повисока цел. А овдека знаете дека сте се потрудиле за нешто да помогнете на државата, на луѓето кои живеат тука и сето она што значеше на почетокот посебно привлекување на инвестиции, целата таа стратегија, прво да сме реални. Македонија воопшто не беше на никаква мапа како инвестицијска и бизнис дестинација и за разлика од земјите од Централна и Источна Европа, знаеме дека Унгарија уште крајот на 80-тите години започна со инвестиции, Чешка некаде од 92-93, значи земјите од Централна Европа, а потоа дури и Романија, Бугарија, многу пред нас тоа го почна, 15 години пред нас, а ние овде, до некаде заради обкружувањето во кое сме, никој не го перцепираше овој регион на Западен Балкан, заради случувањата во Босна, во Косово, во Србија, ембарга од една од друга страна. И ние кога го презентиравме ова како Македонија да привлече инвестиции, да стане интересна дестинација, реално северно од Виена и јужно од Истанбул, кој знаеше за Македонија? Не само во бизнисот, туку општо. И автомобилската индустрија е можеби мобилната индустрија каде што секогаш бара конкурентна дестинација. И многу луѓе велат се продаваше Македонија како ефтина работна сила. Ефтина споредено со што? Секогаш што е релативно. Ако одите само ефтина, имате локации кои се многу поевтини од нас и секогаш биле. Не е работата. На англиски ова не е low cost, туку е best cost. Значи, кога ќе влезете во best cost, тоа се сите општи трошоци, не само на трошоците на работна сила, туку даноците, вештините на луѓето, начинот на кој што ќе ги најдете сите тие луѓе, дали и колку индустриско знаење и искуство имаат од претходно, делот на помошта која ја нуди државата, без разлика дали тоа беа подготвени инфраструктурно-индустријски зони, дали беа тоа
некако вид на субвенции, даночни олеснувања, кеш грантови, но морам да кажам една работа. Субвенциите не се основна цел за ниту една компанија да инвестира. Ако вие мислите дека компанија ќе инвестира заради субвенции, сите се лажеме. Добро, Ван Хол, например, беше во специфична ситуација, барем сега тогаш кога се сеќам, ја не знам дали и бевте вие тогаш во зоните дека или во зоните или во агенција странски инвестиции, дека компанија која што била пред стечај или пред пропаст, па ние ја оживуваме практично со автобусите. Но не се, ја и да ја подкрепам и вашата теза. Знаете, во Македонија ќе ви проста цел успех никако нема да ви простат, еве, ова на крајот од денот и вака. Да, ефтина работна сила, знаеш, ние секогаш да не звучи прегрубо дека сме се преценувале, меѓутоа ние навистина имаме сериозен проблем прво со работна сила. Апсолутно. Зборувам за специфицирана работна сила. Ние можеме да се удираме во гради, сега ќе ми носиш ти од тамо, ја не кај нас секој се знае. И знаете кога ќе дојде она автомобилска индустрија, мислиш дека тога се сваќаш практично дека ти немаш луѓе квалификувани кои што може да работат. Баш така. Да го споредиме тој некој период 2006-2007. Тогаш, ако не се лажам, невработеноста беше некаде 37%. Сега, од прилика, да. Сега едно е колку е на хартија. Колку Колку е во реалноста, така? Не е важно на кој попис колку сме биле. Колку на вистина се тука и колку се уште сакат да работат во индустријата. Мога да се соочиме со тој факт, така? Може би до пред неколку години многу луѓе сакаат да работат во државна администрација, бидејќи мисле, јас одам тамо, нити имам одговорност, нити некој... Добро, ама сега платите не се многу поконкурентни во приватниот сектор отколку во државната администрација. Многу IT деца излегува и не е ни интересно тоа. Но важно е и квантитетот, но и квалитетот на работна сила, и квалитетот на образованието. Во квантитетот, затоа јас би рекол, дел од овие трудоинтензивни компании, кои во изминатиот период дојдоа и се лоцираат тука, во иднина ќе треба да најдеме начин како да ги поддржиме тие компании за да направат дополнително доусовршување на вработените, за од тие компании да побараме да произведуваат овде компоненти со поголема додадена вредност. За да имаме соист број на луѓе, поголем обем на работа, поголем извоз и повеќе профит ако треба на тие компании, или пак во некој случај дел од тие вработени да се преструктурират да работат во други компании, во други индустрии, зашто само на тој начин бројот на луѓе кај нас не се зголемува, не е нити на исто ниво. Се плашам дека оди надолу. И ако гледаме дека само во оваа индустрија автомобилска преработувачка се креирани, јас би рекол некаде малку над 35.000 работни места во овој период, но тие 35.000 работни места се заслужни за над 55% од извозот. А нив да ги немаше, каде ќе бевме, така? 55% од извозот. Сите овие компании се нови. Постојат од 2007 до денес. Предходно не функционира. Не постои. И се знаете во Македонија што ќе ви речат. Добро да извезувале, а парите кај завршуваат? Го знаете. Ама гледајте. Јас се видов да влезам од другава страна. И кај извезува, па парите ги носи во матичната држава. Ако направите, една компанија која има околу 1000 вработени цирка, може да има годишна сума на плати од некаде, да речеме 15 милиони евра. Така? Да. Тие 15 милиони евра се плати. Каде тие 15 милиони ги трошат вработените на тоа компанија? Во градот каде што се лоцирани, така? Па добро, на крајот од денот и придонесите завршуваат во државата. Точно, но ајде да ги тргнеме компаниите кои се во Скопје. Ке разговарам и за Скопје. Но ако сте во некој помал град низ Македонија и знаете дека голем број од овие компании во тоа време имавме и стратегија како да имаме позиционирање на компаниите не само во главниот град, туку секаде низ државата. Дали е тоа Охрид, Кичево, Струга, Штип, Кочани, Прилеп, Куманово, Битола, секаде имаме странски компании кои се најголемите локални работодавачи, така? Тие 15 милиони евра, плюс минус, зависи од големината на компанијата. Тоа го оживува градот, локалната чаршија. Не, ве разбирам, или те разбирам, бидејќи сме на подкаст, комплетно те разбирам. Но предпоставам таа борба ти е постојана за да
не да објаснуваш на обичните луѓе, туку ние мораме да објаснуваме на обичните луѓе, бидејќи се сеќавам без разлика на тоа какво било тоа владење на Груевски, меѓутоа јас се сеќавам на миза и на тие тешки борби, особено со Србија во привлекување на странски инвестиции. И тоа не по секоја цена, стварно беа макотрпни борби да стигне, затоа што ние прво правевме како се вели, анализи, истражувања, како, зашто странски инвестиции не доаѓаат во Македонија, па после кога почна да доаѓаат, чекај сега им дава државата субвенции, така и јас ќе бидам инвеститор, нека ми даде државата јас да ја плаќам плата на вработените. Знаете, се кај нас се обидува нешто некој да релативизира. Не ја разбирам затоа и да го омаловажи. Да, и не ја разбирам таа потреба на човек кој што бил на Харвард и сега се враќа. Не ли ти пука филм? Што правам јас? Не, гледайте. Србија спомнавте. Апсолутно. Не само што се да, боревме ја преку памтам. Србија. Ние во некој случај, гледайте, Србија е прво многу поголема од нас, по ресурси, по број на луѓе и има многу подобра географска локација. И по историја, ако И по сакате на историја. крајот денот. Таму се произведува Автомобили. два автомобили, и Фиат и Опел. Така Опел е. во Кикинда се произведуваше во времето на Југославија. Ние немаме таква индустријска традиција. Ние сме имале компоненти кои се произведувале за тогашна застава, но не сме имале цел автомобил. Со Србија бевме, посебно во периодот 2015-2016, многу проекти им зедовме. И србите, јас ако не се лажам, Вучич пред неколку години директно кажа дека јас учев од Македонија. Како Да, тоа го Македонија кажа го тоа. направи, бидејќи ние и со глобалната кампања за позиционирање на државата, со целиот тој процес, јас би рекол професионализација на процесот на привлекување на инвестиции. Неколку од нас кои бевме активно вклучени во процесот, немавме ништо заедничко со политика. Ние не живеевме во Македонија претходно. Ние дојдовме за основа на едукација, работа од Америка и дојдовме и работевме. Виктор Миза нема врска ништо со ВМРО, туку тогаш доаѓа партијата ВМРО ДПМН е на власт и вели ајде да правиме, ги собира Мизо го викаат од Америка да помогне. И гледајте, по мене, деполитизација и департизација посебно на делот на економски развој и инвестиции. Гледајте ги успешните земји. Ирска. Ирска не е важно кој е на власт. Ирска повеќе од 45 години е најконкурентната локација и најуспешната локација во Европа и заедно со Сингапур на глобално ниво во привлекување на инвестиции. Просечните плати и бруто домашен производ по глава на жител во Ирска се над германските. Кој на тоа ќе мислеше кога тие почетокот на 80-тите години јадеа компири. Ние имаме таму 2 фабрики. И поради мојата функција јас релативно често сум во Ирска и комуницирам со нивната институција за странски инвестиции. Дали знаете дека ние сме таму од 80-та година до ден денес на квартално ниво. Нивниот представник во Франкфурт и директно од IDA, Ирската агенција развојна, комуницираат со мене што ви треба, до каде сте, како можеме да ви помогнеме и да ви асистираме, да се проширите или некако да бидете поефикасни. После повеќе од 40 години тие се заинтересирани за нас. Оној процес на aftercare, јас тоа народно би го кажал babysitting, или го тинтрате инвеститорот, ама го тинтрате на Ирска. Производство за автомобилски компоненти воопшто не им е важно. Споредено со производство на чипови, таму ви се Google, Facebook и Apple. Но Србија успеавме да ја победиме, или барем да бидеме на исто рамниште, но потоа го изгубивме чекорот, бидејќи мислам дека инвестициите воопшто не беа во фокус. Што беше проблемот? Сега ќе влеземе во еден друг момент, каде што Мизо е председател или прв човек на Советот на странски инвеститори. Јас се сеќавам уште ова, дека се исправете ме, се враќам наназад и јас сега репортерски, дека имавме некоја тешка борба дали со Полска, кога некоја инвестиција одлучуваше дали да дојде во Македонија или во Полска. Ама не можам да се сетам за што беше. За кој период зборуваме? Многу Предпоставам дека беше во вашиот период, затоа што тогаш беа и тие дилеми пред да фати енергетската криза, практично кој е човекот се оди, ќе привлекува странски инвестиции и така натаму. Знаете, беше нешто ново за луѓето, иако проектот Бунарџи како проект датира уште од времето на
Тупурковски, мислам дека него Да, беше јас идејата. не бев во Македонија тогаш, 98 година, но ако таа 97, зона, 98, мислам, да. некако постоела, но на вистина тоа не било развиено. После почна доаѓањето крајот на времето на владењето на Бучковски, кога дојде Johnson Controls. Controls. Точно. Па нели македонци како македонци се смени власта, па на отварање дали да бил Груевски, дали да бил Бучковски. Се јас на сеќавање и тогаш почнува практично она што е зони, па почна да се отвараат тие Почна Johnson зони. Controls, почна Johnson Meti, јас го имав подпишано договорот и за Johnson Controls и за Johnson Meti. Но Оној Johnson Controls е од време на Бучковски, така? Johnson Controls мислам дека апсолутно со помош на Ристо Гуштеров, бидејќи Ристо Гуштеров, ако не се лажам, бил сосед со извршниот директор на Johnson Controls во Флорида. И на тој начин се направила таа конекција и постоеше меморандум за разбирање помеѓу Johnson Controls и владата на Бучковски, кој потоа тој меморандум беше преточен не баш во истите детали, но да биде дека конкретно да биде не, но не можеше, не, имаше тамо некои работи кои можеше да бидат. Гледайте, ние од почетокот сите правила и прописи на Европската комисија, посебно поврзани со државна помош, апсолутно сме ги почитувале и мора да ги почитуваме, без разлика што не сме членка на Европската унија. Така да она што значи државна помош, лимитот, начинот по кој таа државна помош се дава, апсолутно секогаш била и по наши и по европски правила. Да не бевме вакви какви што сме, кошничари и релативизатори буквално на се, дали можевме ние многу повеќе? И во однос на странски инвестиции, во однос на држава, затоа што ја не знам од каде овој лошотилок излегува кај луѓето во секоја смисла на зборот. Не би рекол... Секој се разбира. Сега вие да почнете да говорите за автомобили, ја ќе ви речам, чекај Виктор, не знаеш ти, јас да ти кажам за Костов. То така изгледа брутално во Македонија. Не би јас рекол, се повлекувам од такви. Не би рекол само лошотилок или кочничари, повеќе би рекол стигнавме до еден момент кога станавме препознатлива дестинација, посебно бидејќи беше направена стратегија во кои сектори како тоа да го продолжиме. И точно беше кажано претходно, дали домашните добиваат или се фаворизирани странците и сето тоа. Прво, постоеше еден долг временски период кога најголем дел од овие инвестиции беа лоцирани во технолошки и индустријски развојни зони или народски речено слободните зони. Според законите кои тоа го дефинираат, тоа е направено на начин каде што домашните компании, ако гледате до ден денес, имаме реално само една македонска компанија, која договорот за таа компанија беше подпишан, ако не слажам, негде 2016 година во Бунерџик. Сите други компании се компании со странски капитал, кои функционираат во тие зони. Значи, не беше дискриминација дека домашните или странските не можат. Видот на тие гринфилд инвестиции од странски компании креира многу полесна можност за нив, бидејќи домашните компании, постои законска регулатива која е дефинирана и од Брисел, не може вие да ја затворите фабриката која постои и да ја префрлите во слободните зони. Нити пак за некоја компанија е логично да веќе има инвестирано во државава, домашна компанија, па потоа да има друг погон на друга локација. Бидејќи има врски со однос, се бара таа локација да остане, да работи одреден временски период и слично. Потоа беше креиран на нова регулатива со, ако не слажам, законот за финансиска подршка, каде што почна да се дава помош на домашни компании. Но јас пак би рекол до ден денес, пак најголем број на компаниите во изминатите 7 години, 8 години, странски компании добиваа помош според индивидуална помош, не според некоја друга донесена регулатива. Така да дали е сето тоа целосно изедначено или е тоа повеќе кажано дека се е исто за едните и другите, сепак на крајот на денот треба да гледате за државата што носи најголема додадена вредност и кој бренд на компанија на еден или друг начин допринесува кон промовирање на државата и бизнисот тука. Но истовремено имаше многу неточни информации како вид на субвенции се дава, дали воопшто се плаќаат плати, дека никој не плаќа придонеси и сето тоа. На крај на денот, лимитот за вредноста на помошта
е дефинирана однапред и се знае за инвестиции до 50 милиони, не може да надмине 50% од таа вредност. Имате земји во Европска унија кои тие 50% ви ги даваат како кеш грант, а не преку други форми на корпоративен, персонален данок, помош за креирање на работни места или дел од инвестицијата да ви ја дадат во грант. Така или бито корупција за земјиште. Во тирзовите процесот на како се подпишува договор за закуп, се знае однапред која е регулираната цена. Ја не говорам за вас, но знам дека имаше луѓе кои што велат може ли да ми закаже средба со премиерот, само да закаже средба со премиерот, ќе ви платиме толку и толку. Карикирам, знам дека имало такви примери. Не говорам за вас, уште во минатото, знаете. Не знам и не можам тоа да ви го коментирам. Постоеле инвеститори во наводници кои што сакале да стигнат до премиерот, меѓутоа веројатно без разлика кој дали е Црвенковски, Маѓоргиевски, Бучковски, Груевски и така натаму, но таа борба е континуирана и е тешка за ние конечно да се најдеме на некаква мапа. Ние денес сме на мапата. Како ви изгледа сега? Јас мислам дека бевме многу повеќе на мапата. Сега, искрено ќе ви кажам, кога се гледа, бидејќи јас сум барем индиректно вклучен кога одлучуваме за нови локации. Јас бев вклучен во таа новата локација која направивме во Полска. Северна Африка е многу поконкурентна отколку Источна Европа. Прво, положлива работна сила. По старосна структура. А ви колку културно одговарате? Не, јас споменувате Македонија и Источна Европа, значи овде влегуваат и Чешка. Јас ве зборам цела Источна Европа, јас зборам Балтичките земји не се локации за производство. Значи зборам Африка е поконкурентна од Источна Европа. Апсолутно. Вклучително и Македонија, бидејќи ние припаѓаме. Значи ако ја гледаме Мароко, Тунис, Египет со 110 милиони луѓе, старосната структура, млади луѓе, има многу повеќе во тие земји, во Северна Африка. Сите од нив, во Мароко и Тунис, секој зборува француски. Многу зборуваат и шпански, и англиски. Тоа е за нив прв, што се вика после арапскиот, прв јазик. Но таму веќе има многу државите во тие региони се многу проактивни во целиот тој процес на стратегија, зашто само во Мароко, во Танџер, каде што ние имаме наша фабрика, тоа е најголемото пристаниште на Медитеранот, од другата страна Гибралтар, има слободни зони кои вкупно вработуваат 100.000 луѓе. Има 2 зони само за автомобилска индустрија и извозот од таа зона лани е 14 милиарди долари, колку нашиот бруто домашен производ. Разбирате сега? Зашто како одат бројките? 14 милиарди долари. Не, тоа се страшни бројки. Но, еве како прв човек на Совет на странски инвеститори. Но да избегаме од она клише дека на странските инвеститори па и на домашните најмногу им пречи владење на право, не знам, корупција и така натаму. Реално, што е проблем на странски инвеститори? Сега ќе ви кажам, многу добро прашање. Прво, Совет за странски инвеститори се компании со странски капитал. Што се тука? Без разлика од која индустрија, Евана, Костел, разноразни. Дали се од автомобилска, од телеком, од телеком индустрија, дали се тука од рудници, дали се тука од... Сите се на куп. Сите се на куп на едно место. И ние правиме секоја година, крајот на декември, почетокот на јануари, една анкета за кој е нашето гледиште на бизнис, инвестицијската клима во државата и поддршката кон компаниите. Почетокот на септември се сретнавме со премиерот и економскиот тим и се договоривме тоа да биде квартална средба. И предходно, и во предходната влада... Со Мицкоски. И предходно имавме средби со економскиот тим на владата. Така. И она што го договоривме, следниот состанок е на почетокот на декември, ги дадовме нашите барања и очекувања. Но кога ќе ги видите тие работи, сето тоа е апликативно и за домашните компании, не е само за странските. Например, бараме дополнителна хармонизација на царинските стапки за увоз на репроматеријали од трети земји, пред се од Азија, да се на исто ниво со царинските стапки кои се во Европската унија. Пример, во Европа имате царина на некаков производ помеѓу 0 и 3%, кај нас тие царини се од 3 до 15%. Ние го увезуваме тоа,
Јас имам сестринска компанија во Бугарија, таа е многу поконкурентна од мене, зашто не мора да ги плати овие непотребни царини. А кај нас тие царини се нешто што е од времето на Југославија. Тогаш имало домашна индустрија и имало штитење на некои производи, но сега тоа го немаме. И ние сакале нејкеле, како што се приближуваме кој Европска Унија, мора да ги хармонизираме тие работи. Со ваква хармонизација, тоа се случи еднаш пред 3 години, но сега имаме нова листа на производи. Потоа, бараме, например, дефинирање од страна на институциите кои се даватели на државна помош, да имаме еден пристап кон сите инвеститори и како се дефинира што е оправдан инвестициски трошок, бидејќи имате различни даватели. Има ТИРС, има Агенција за странски инвестиции, има во влада, претходно имаше и министри за странски инвестиции, за тоа да биде усогласено. Потоа бараме нешто што значи образование. На кој начин да се креираат дуално образование е едно, но и техничките факултети на кој начин и како да се креира кадар кој е релевантен за нас. Една работа околу образованието, кој ние го споменавме неколку пати. Веќе, речи си 15 години, стипендираме студенти кои одат на најдобрите 100 факултети во светот. Така? Обврската за нивно доаѓање овде да работат, на жалост, некој од страна на државата не им понудил нив работа и за даночните приходи од државата, од граѓаните, нивната едукација е направена и тие не се тука, тие се во странство. Значи, ние сме направиле државно спонзориран brain drain. Тие луѓе не се тука. Ние сме платиле за нивната едукација, но тие не се назад. Потоа бараме сето она што значи адаптација со новите регулативи глобални за она што е поврзано со минимален глобален данок. Да видиме како ќе се адаптираме тука, бидејќи има големи мултинационални компании кои ќе се афектирани тука. Бараме активно да сме вклучени во носење на сите закони од економската сфера. Не на ЕНЕР кога ќе е тоа објавено, туку во процесот однапред да можеме ние да дадеме мислење, контрибуција како во пракса тоа ќе биде, како ќе влијае кон нас, бидејќи можеме да дадеме можеби подобри решенија кои ќе се добри за сите компании. Навлегуваме во она сфера што значи aftercare, како да се подржат и да се помогнат постоечките компании преку диалог, преку професионализација на институциите кои имаат знаење и искуство од некоја индустрија. Така да ова е еден сет на не се ова барања, туку неопходни активности кои треба да се превземат за подобрување на бизнис и инвестицијската клима. Оно што го имаат нотирано, странските инвестиции, рековме сите на куп од сите страни, секој кој што има и што го има забележано како не кочница, туку еден вид не желба се, не знам како да го ова е точно не е тоа кочница, тоа е нешто што ако се направи работите ќе даде додадена вредност. Додадена вредност и поголем бенефит и за државата. И за државата, и за сите компании. Ова не правиме не дистинкција, направете го за странските, не правете го за домашните. И вас вие минатиот пат кога се видовме во владата со премиерот и економскиот тим, имаше над 40 на компании од сите сектори и сите директно ова се барања кои се агрегирани и не ова барање на индивидуална компанија. Туку ова е заедничко барање. И тука ние сме, како Совет за странски инвеститори, како дел од Стопанската комора. Тука беше и председателот на комората Бранко Азески. И тој нас не подржа дека овие барања не се нешто што само странци барат, не барат домашни. Но понекогаш странските компании се, јас би рекол, повокални или директно ги формулираат своите потреби и барања. Не сакам да речам дека домашните се плашат тоа да го кажат јавно од државата, но ние сметаме дека сето ова што го бараме е нешто што е нормално на другите локации каде што сме. Добро, колку е тешко или лесно да го објасниш на твојот собственик? Во Германија, например, некои случувања во Македонија, се мачиш некоја глупост да објасниш? И сам себе се мачам да си ги објаснам, не само нему. Така да од таа гледна точка, нашиот собственик беше тука во мај, една недела после изборите, тоа беше за прв пат да тој дојде од отварањето на компанијата во 2016 и кога ни ја кажа датумот, бидејќи ние на 6 месеци имаме еден така наречена оперативна проверка, каде што менаџерскиот тим од Германија
од сите дејности доаѓа, проверува до каде сме, резултатите, стратегијата, што и како понатаму ги евалуираме. И јас му реков, кога ќе дојдете, зависно од исходот на изборите кај нас, ќе се сретнеме со тој што ќе победи на изборите и би бил идниот премиер. Така да тогаш се видовме со Христијан Мицковски, кој се уште немаше формално премиер. Но бевте во Охрид? Не, се сретнавме во Скопје. А во Охрид не го носевте? Нашиот собственик беше во Охрид, да, но во Скопје се Како сретнавме. носеше, преку битол или преку... Една од работите која прокоментира беше инфраструктурата. И не само тој. Знам колку шетам на Беловец. Не, да, и Кругман тоа го кажа. Така да, инфраструктурата и состојбата на Не инфраструктурата... знам како реагираше кога го носиш дој да видиш фабриката сега одиш од Кичево. Јас го возев во двете насоки, така да... Што, сега треба да објасни. Не тој, само другите во возилото кои почесто доаѓаат, велат, па, добро, има напредок, ама не многу голем од претходно. Имаше моменти, јас возам Охрид Скопје 2 пати неделно понекогаш, така да имаше некогаш моменти кај што ќе видевте реално гледано по 5 работници на целата траса, од кои еден копаше, а 4 ги гледа. Го гледа. Така да сега во последно време гледам дека има напредок, но работата е што тоа премногу се одолгува. Добро, не, видите, ова не е критика, мислам, е критика за ако сакате. Ова е коментар за државата, не во политиката. Не навлегуваме ние во тие ситуации. Така. А како бегаш ти од твоите коментари? Или отрапна веќе? Види го, овој беше на зоните, па сега си најде место во, не знам, Гледајте, во фабриката. јас не си најдо, јас ако сум работел во оваа индустрија претходно, мојата работа во компанијата, прво јас кон оваа компанија, договорот за државна помош и тие работи не е подпишан од моја страна. Немавме ние како компанија. Муабетите сте си ги слушале дека демек се искористена позицијата прв човек на зоните за да после кога ќе се. А вие мислите дека странските компании така Ја не мислам. ги земат луѓето? Јас апсолутно знам јас како. прво Кога се смени имате Харвард така да кога се смени власта, јас останав на работа без никаков проблем уште 2 месеци, но јас директно тогаш на премиерот јас поднесов својата оставка. Мазаев? Да. Јас бидејќи сметав дека јас реално гледано после тие 10 години работа јас можев да живеам во Њу Йорк и да работам во Њу Йорк и мојот приход и сето тоа ќе беше многу и живот ќе беше многу поразличен отколку да живеев и работев во Македонија. Но потенцијално размислував дури да се вратам назад. Но А зашто? Зашто што? Зашто да се вратите назад? Во Њу Йорк? Не, зашто е да се сменила владата, зашто тие не ве бркале вас? Не. Не дека вие сте задоени биле политички нешто. Не дека некој ме бркал. Не заради тоа, заради што можевте ли да продолжите понатаму? Да работам за државата? Да ја продолжите приказната, еве со зоните, Ама тоа не зависи, гледате. Вие кога ја имате таа функција, вие сте имплементатор на политиките на државата, така? Или политиките на владата. И сега од оваа перспектива ако гледаме, фокусот кон странски инвестиции не беше, односно странските инвестиции не беа во фокус во тој период. Да, името беше во тој период. Бидејќи ако гледаме фокус, треба да имаме многу добра стратегија за кои сектори и на кој начин и како и да има луѓе кои работат во тие институции кои имаат или релевантна едукација или релевантно бизнис искуство во некој од тие индустријски сектори, како да разговараат со тие што се одлучувачки фактори во глобалните мултинационални компании. Бидејќи без тоа не можете да привлечете. Морам да привршувам, а и вие морате на состанок, например, ќе го црпам вашето искуство за странски инвестиции. Ја не можам се чудам, например, на еден Нохис. Ние сме имале неколку гиганти кои што пропаднале, но не се нема да се враќам толку назад, но поентата ми е. Кога разговарам со Зоран Јанковиќ, првиот човек на Лјубљана, и вели тој се враќа назад во Југославија, живеам за времето, знаете, кога ќе дојдеше возот, па кога ќе излезе лубениците, компирите, патличаните, нема нешто поубаво што го има Македонија. Сакам да го искористам вашето искуство. Немаше ли некоја инвестиција која што ние можеби сме најдобри во земјоделие, така не третира и во Југославија, која што би не кренела малку во тој дел, да. Искрено кажано, јас од моја перспектива
не во тие периоди не дека земјоделието беше запоставено, но индустријата и привлекувањето на некои од овие глобални мултинационални компании Беше попредизвик. Беше поголем предизвик. Јас лично немам многу знаење или искуство за земјоделието, но можам да кажам имаме една инвестиција во околината на Ресен, која е компанија од Дубај, која работи со откупи на јаболка и пласирање на тие јаболка на други пазари, но тоа е релативно мало како би помогнало за целата работа. Бидејќи споменавте, ние мораме да направиме стратегија како би се движиле економски. Апсолутно, апсолутно. И мора да се земе во обзир, ако гледайте, и некој ќе рече, Охрид е туристички град. Не, Охрид во 80-тите години имал многу, после Велес мислам дека бил најиндустријски град во Македонија од гледна точка на колку компании работеле там. Емо, Братство, Застава, Езерка, Лихнида, сите тие компании има десетици илјади вработени, така да туризмот никогаш не бил движачка гранка дури и во Охрид, иако не е така прецепиран. Но една работа што сакав кога разговаравме на почетокот. Гледате Македонија. Без разлика колку од овие инвестиции се дисперзирани низ државата. Јас се уште не знам, ако го рачунаме Бунарџик како дел од Скопје. Иако најголем број на вработените во Бунарџик не доаѓаат од Скопје, туку доаѓаат од други околни градови. Сепак ние имаме многу концентрирана економија, па дури индустрија во главниот град. Тоа не е случај, барем според она ја што го знам, во ниту една друга земја во Европа, па ни во Северна Америка. Во Белград е индустријата, во Виена, во Берлин, во Отава, во Вашингтон, во Будимпешта. Не. Така да мислам дека во Словенија сигурно не е во Љубљана. Така да од таа гледна точка... Во Љубљана не можеш да живееш. Не можеш да живееш. Ако не си од Љубљана, не фабриката. И малце не само флексибилност, туку и мобилност на работната сила. Кај нас сите сакаат да доаѓаат во Скопје, а на запад, посебно во Америка, ако добиете работа во Лос Анџелес, а вие сте во Њујорк, авионот и се преселувате. Нема, мама што ќе каже. Нема мама што ќе каже, така? Добро. Ви одите кај што е работата. Текови додека да се навикнеме. Да завршиме како што почнавме. Костал, преку 1000 вработени, колку е просечна плата, може да се знае? Просечна плата, ако не се лажаме, некаде околу, ние во бруто ги рачунаме нашите плати, мисламе дека во моментот некаде малку над 900 евра. Бруто? Бруто, да. Значи нето би било прилика околу 600-700 евра. Да? 600 и нешто евра, така некаде. 600 и нешто евра. Да. Виктор Мизо е задоволен како прв човек. Јас сега, него сваќате ова лично, меѓутоа еден менаџер од ваш калибар, колку плата ви зема? Не мора да ми кажете точно, например, со 4-0, со 5-0. Гледайте, платите, мојата функција не е само локална, така да е малку поразлично, но нашите плати не се исти како што би биле да сме лоцирани во Германија или сигурно не како да сме лоцирани во Америка. Со менаџерски договор или? Да, со менаџерски договор. Јас и првата линија на менаџери кај нас се со менаџерски договор. Така? Не, тоа во нашата компанија тоа е отворен договор, но нормално сите ние имаме перформанси кои мора да ги задоволим со бонуси со едно со на друго, годишно ниво и врз основа на перформансите и перформансите локациски тука, личните перформанси, но и групациските перформанси. Сето тоа е директно поврзано со не само со бонусите, туку и како и што понатаму. Немојте да мислите како влезете еднаш во ваква компанија останувате за секогаш. Ако немате резултати, воопшто тоа нема да биде случај. Тамо, но околу платата прашав дали е, знаеш, бруто како ги рачунате со не мора точно да ми кажете со 4-0, со 5-0, со колку. Не, немојте 5-0 е невозможно кај нас. Не, платата е конкурентна. Што има еден што ми каже дека е со 5-0 во Македонија. Да. Ама не во професионален менаџмент. Ние зборуваме дека професионален менаџмент каде што ние работиме за компанија која не е во наша сопственост. Но она што е важно е, пак кажав, за она што го правиме ние, сите луѓе кои водат филијали, не само на Костал, на било која компанија од автомобилската индустрија, нивната плата е во голема мера адаптирана и на локалните случувања. Не може да биде иста плата овде, во Германија, во Кина, во Ирска,
во Америка или во Мексико. Добро, но твојата или вашата одговорност е далеко поголема затоа што вие директно одговарате пред се на директорите Точно. и не И само во за тој Охрид, случај, затоа да, што... и затоа имате Да. една што е локална плата, имате и друг дел кој е поврзан со Вие таа индиректно, друга освен активност. овие 1000, имате и друг број на вработени. Имам поголема одговорност бидејќи јас во име на компанијата комуницирам со сите државни институции или влади на другите места за да го максимизираме она што значи добробитието на компанијата И Костел. сега јас лаички ќе прашувам, кога е моментот кога МИЗО мора да се јави на собственикот? Например, претходно утврдувате до каде можете да одите, карикирам сега, на преговори со влада, до каде може да се оди, што Имаме може да се оди. меѓу нас договорено колку често имаме комуникација, информирање, ако имам за некој работа да го одам на информирам, состанок не е овамо, никаков проблем. аха, Не, да. однапред се прави некој план, ќе одам да ги посетам сите овие локации и сето тоа, преговори, каде што јас на тие преговори одам со оној што ја води компанијата во тие други земји. Например, пред 2 недели, ние имаме најголемата наша фабрика е во Бугарија. Со извршниот директор на таа локација, кој е германец, јас и тој заедно бевме во бугарската агенција за инвестиции, каде што разговаравме, преговаравме што и на кој начин при дополнителни инвестирања таму кои се планирани, како може Бугарија да не подржи. Подобри се бугарите од нас? Искрено да ви кажам, кога јас бев задолжен за инвестиции или работев на инвестиции во Македонија, бугарите не мислевме дека ни се многу важна конкуренција. Сега, она што Бугарија го покаже на тој состанок, од гледна точка на знаење, компетентност и понудата која ставија на маса, јас бев многу позитивно изненаден. Интересно, во секој случај, интересна работа, така? Јас не мислев дека ќе биде тоа што ќе го понудат и начинот на кој не примија ќе биде таков каков што беше. Така да позитивно сум изненаден. Костел го најде Виктор или Виктор го најде? Костел. Како се најдовте? Прво пак ве враќам сега на муавето. Човекот кој од страна на Костел одлучи да дојдеме да биде компанијата во Македонија и тој ја имаше претходно мојата функција. Тој беше глобално заложен за сите овие комуникации со државите. На жалост на почетокот на годинава почина. Кристофер Сандерс, не, тој беше англичанец, Кристофер Сандерс, кој целиот свој работен век го посветил на компанијата и после 42 или 3 години се пензионирал. Тој се пензионира пред година и половина, но се уште и мене лично, но и нас во Охрид ни беше ментор, бидејќи имаше многу добра конекција со нас и сакаше да ни помогне и по пензионирањето. На жалост, тој не е веќе меѓу нас, но на крај на денот мислам дека ние како држава го најдовме Костел, но тој не избра нас како Македонија. Неговото мото беше big fish in a small pond. Голема риба во мала бара. Во Охрид е езеро, но работата на Костел е секогаш да не бидете со 15 други компании на едно место каде што има огромна конкуренција, туку да бидете најголемата компанија во некоја помала локација, каде што вие ќе бидете тие што ќе ги најдете и најдобрите луѓе, најдобриот кадар и ќе бидете нешто што е гордост. А за вас понуда стигна од Костел или вие се понудивте на Не, за мене стигна понуда од Костел. понуда од Апсолутно, Костел, јас не се. Размислувавте? Не, воопшто не. Не? Нема Веднаш ја никаква прифатив? идеја. Не, дали размислував да работам за Костел? Не, Да. не дали ја прифатив. Јас никош не искрено да ви кажам. Дали размислувавте кога стигна понудата на Кога сега? да, размислував. Да? Не прифатив ад хок веднаш, не. Бидејќи не го размислував тоа како опција. Добро. Сега не знам, имате нова влада. Првите 100 дена не знам како ви личат сега, како странски инвеститор сега Како што ви кажав, имавме еден формален состанок со економскиот тим со владата, ги дадовме оние наши очекувања. Сме во комуникација преку Стопанската комора за различни теми, така да следниот состанок е во декември и ние сме во комуникација со различни работни групи кои се во процес на формирање, кои ги разгледуваат сите овие барања, така да сметам дека ќе имаме успех во реализирање на нашите барања, бидејќи тоа е на крај за доброто на државата, не само на компаниите. Благодарам што бевте во бизнис муавети на Фактор Мак.
Благодарам и за поканата. Виктор Мизо, прв човек на Костел Македонија Охрид, прв човек на Советот на странски инвеститори во земјава, во бизнис мавети на Фактор МК. Благодарам до вас, почитувани на да верувате и што не гледавте. Благодарности до Форманова, нашите пријатели. Не заборавајте да направите subscribe на бизнис мавети на Фактор МК. Јас ви посакувам убав ден, се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.